Изградбата на затворениот базен во Штип наместо до септември ќе биде готов до мај идната година, изјави денес директорот на Агенцијата за млади спорт Дарко Каевски. Предвидената динамика е во според планот кој што го предвидовме. Секако очекуваме за брзо време Штипјани да добијат современ затворен пливачки базен кој што ќе биде ставен во функција, кој што ќе можат да го користат сите граѓани на општина Штип. Веруваме дека и покрај ситуацијата која што се наоѓаме и покрај пандемијата можеме да ги потикнеме преку ваква спортска инфраструктура, да ги мотивираме дополнително по завршувањето на оваа пандемија, на оваа криза, младите да спортуваат и секако да придонесат заеднички да имаат здрав начин на живот. Освен базенот, овој дел од Штип, познат како спортско-рекреативен центар Суитлак, ќе добие и уште едно игралиште. Во самата близина или во истиот овој комплекс да го пуштиме во изведба, да започне изведбата на баскет игралиштето кое што ќе биде според сите FIBA стандарди. Се работи за баскет игралиште кое што ќе има ги има сите содржини со еден кош, рефлектори, клупи, корпи за отпадоци и ги задоволува сите стандарди за оваа игра. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски во оваа прилика додаде дека центарот ќе биде збогатен и со велосипедска и пешачка патека, со што тој ќе биде комплетен и наменет за сите рекреативни ентузијасти. Сакам да укажам и да најавам дека во овој делот од градот, во овој спортско-рекреативен центар Суитлак, ние продолжуваме како општина со поставување на пешачки патеки, велосипедски патеки, а исто така ќе работиме и на поставување на лулашки за деца, на содржини кои што ќе привлечат овде млади луѓе, деца, некои кои што ќе игра баскет, луѓе кои што ќе пливаат, и тоа е целата една содржина, еден склоп кој што градот Штип го немал во изминатиот период.